Индексот на корупција објавен на страна на Transparency International, ние сме некаде на 112-тото место, отприлика пред нас е Танзанија и Етиопија. Со должна почит кон тие држави, но некако тоа само покажува колку е корупцијата изразена во Република Македонија и тоа е почитувани пат за 50 места споредено со претходната година. Практично ние станавме дувло на криминалот. Оваа држава стана дувло на криминалот. Ако во државите има криминалци, одека криминалците имаат своја држава. Така отприлика наликува ова 112-то место на табелата на Транспарентност Интернационал. Првата операција која што се случува не е да го бркаме криминалецот, не е да се справуваме со корупцијата, него како да го уништиме ВМРО-ДПМН, па ќе нарачаме Кацарска како судија, според Акмисот сосема случајно ќе се погоди она да го води тој процес, според исто таков некој компјутерски систем сосема случајно Русковска ќе биде обвинител, и потоа ќе се појави некој сведок таму кој што ќе кажува како тоа ВМРО-ДПМН е било вакво, како ВМРО-ДПМН е било такво и како практично да ВМРО-ДПМН се представи и во јавноста како злосторничка организација, за да им се даде потоа правен легитимитет на овие структури да можат да нанесат удар на ВМРО-ДПМН и практично да го забранат ВМРО-ДПМН да постои, затоа што така ќе бидат најсигурни. А потврда нова, не треба многу да сме аналитични, дава и овој нивен идеолог, творец, тоа е професорот Фрчковски, кој што он практично и го најави. Он најави дека е потребна нова конзервативна партија и дека ВМРО-ДПМН треба да се сотре. Тоа е проектот кој што во овој момент го прави СДСМ преку своите структури во судството, обвинителството, ке си поднарача вака некое сведочење од некој кој што му се закануваат 15-20 години најмалку затвор и решението кое е, ајде да најдеме правен основ како ВМРО-ДПМН да го прогласиме за ваква или таква структура со цел да го поништиме, да не постои повеќе. Најдобро е така, затоа што ако постои ќе биде опасно за нашите политички кариери.